Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага против 6 лица вмешани во шверцот на марихуана од Македонија во Србија. Во големата наркоафера, според обвинителството, повеќе од 8 тони марихуана била набавена од Струмица и во рок од 2 недели била спакувана во над 200 кутии. Марихуаната била товарена во Свети Николе и била транспортирана преку Табановце во Србија. Според деталите од обвинителството, осомничените со добро организирани улоги заедно со други засега непознати лица од декември 2025 година па се до крајот на јануари 2026 година преземале и пренесувале марихуана со крајна цел неовластена продажба. Првоосомничениот во овој предмет е сопственик на фирма во Скопје. Тој заедно со уште двајца од осомничените, за кои српското обвинителство води постапка, ја организирале набавката и транспортот на марихуаната. На 13 јануари 2026 година, во пладневните часови, двајца ортаци, едниот осомничен во Македонија, а другиот во Србија, организирале пренесување на поголема количина сув цветот канабис со товарни и патнички возила од објектот на правното лице во Скопје до локацијата во атарот на Свети Николе. Заедно со други неидентификувани лица, организирале кутиите да бидат натоварени во возила и во 2 наврати пренесени до наведената локација. Во исто време, во атарот на селото Сарамзалино, останатите 5 осомничени на паркинг простор кај локалната црква во селото извршиле претовар на царинетата стока од товарно моторно возило со приклучно возило во друго товарно моторно возило. Потоа, осомничените заминале за Свети Николе, каде во испразнето товарно возило биле натоварени кутии со сув цветот канабис. По извршениот утовар, осомничените на кои претходно им биле определени краткотрајни притвори со товарно моторно возило и приклучно возило, заедно со уште тројца осомничени, се упатиле кон граничниот премин Табановци и ја напуштиле државата. Марихуаната, според обвинителството, во Србија стигнала на 14 јануари, каде била растоварена од страна на осомничените лица за кои српските истражни органи водат постапка, заедно со други засега неидентификувани лица. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во телевизиско гостување најави дека ќе бидат поднесени кривични пријави против 10 лица кои биле поврзани со произведената дрога марихуана која беше запленета во Србија. За двајцата вмешани во шверцот на марихуаната, кои претходно добија 48 часовен притвор, кривичниот суд го прифати предлогот на обвинителството и им определи 30-дневен притвор.